Влијанието кое Александар III Македонски го оставил врз подоцнежните генерации и врз своите современици е неспоредливо во човечката историја. Според многумина автори, доколку некаде јасно се покажувала улогата на личноста во историјата, тоа секако е во случајот со Александар. До ден денес тој е присутен во преданијата на сите народи, од Атлантскиот океан па се до Индија. Псеудо-Калистеновиот роман за Александар, преведен на латински јазик за време на Римското царство, како една популарна приказна, присутна е во традицијата на сите европски народи. Александар станал една од најблагородните личности и за време на средновековното витештво. Сепак, неговата слава била најголема и највлијателна на исток. Христијаните, евреите, муслиманите ги прифатиле легендите за Александар, ги внеле во своите преданија. Во речиси 80 различни верзии на 24 јазици живее повеќе од 2 милиониума легендата за Александар. Александар се родил во Пела, како син на Филип II Македонски, кој во наследство му го оставил најмоćното кралство во тоа време, најдобро опремената и најобучената војска, искусен кадар и лојални војсководци. Со Македонското царство управувал 13 години, речиси двојно помалку од неговиот татко Филип. Александровиот живот е тесно поврзан со животот и научната дејност на Аристотел. Во 343 година пред наша ера, Филип II го повикал Аристотел во Пела за да го подучува и воспитува 13 годишниот Александар. Аристотел ја прифатил понудата да го подучува синот, но не во Пела, туку во светилиштето Нимфајон, во непосредна близина на Миедза и на Уса. На ова место Аристотел формирал своја школа за подучување на група ученици од македонските аристократски семејства и македонската династија. Тука, со прошетка и седење на карпите, во природен амбиент богат со вода и големи дрви, Аристотел му предавал политика, филозофија и математика на идниот светски владетел 2 години. Решителноста наследена од Филип, сплотена со страста од Олимпијада, Александар почнал да ја покажува уште во најраната младост, во битката кај Херонеја од 338 година и разорнувањето на Теба во 335 година пред наша ера. Овие негови особини дошле до полн израз во разврзувањето на Гордиевиот јазол во 334 година во фригискиот град Гордион. Аријан пишува поопширно за Гордиевиот јазол и неговото разврзување од страна на Александар. Покрај другото, има и приказна дека оној што ќе го разврзе јазолот ќе биде управител на Азија. Александар не можејќи да открие како да го разврзе јазолот, а не сакајќи да го остави неразврзан, без оглед на тоа што може да предизвика револт кај граѓаните, замавнувајќи со мечот го пресече јазолот. И кога јазолот беше пресечен, рече: "Јас го разврзав."